Македонските цени на храната се двојно повисоки во споредба со предпандемискиот период, изјави гувернерката на Народната банка Анита Ангеловска-Бежовска. Кај нас растот на цените на храната започна подоцна од растот на светските цени на храната, меѓутоа исто така се уште не гледаме некои позначителни надолни прилагодувања кај цените на храната. Кај нас сега, ако го споредиме нивото на цените на храната во споредба со предпандемискиот период, тие се речиси двојно повисоки од нивото на светските цени на храната. Споредбено со истиот период со цените во светот, тие таму се повисоки за едва 18%, потенцира Ангеловска-Бежовска. Веќе од средината на 2022 година, например ФАО индексот, ако го погледнеме, има речиси континуирано намалување на цените на храната. Меѓутоа, според последно расположливите податоци, се уште цените на храната не се вратени на предпандемиското ниво и тие се повисоки некаде околу 17-18%. Сепак, проекциите за идната година се оптимистички. Она што е позитивно во овој контекст е дека според меѓународните финансиски институции се проектира на тамошен пат на цените за храната оваа година, а стабилизирање на нивното ниво наредната година, што секако остава простор за одредени надолни корекции кај цените на храната, но како што знаеме, ценовната политика е детерминирана од повеќе фактори. Во однос на инфлацијските движења, предвидувањата се дека таа ќе забавува и во наредниот период, инфлацијата ќе се намалува.